Време е за и нашите последни гости денеска, Драган Јованов и Горанче Богоевски, кои што се овде со една прекрасна тема да ни ја најават предстојната традиционална велосипедска тура во чест на нашиот ангел Тоше, од срце за Тоше. Секоја чест за вас, драго ми е што сте тука да споделите нешто од вашите досегашни искуства и од она што ќе биде годинава, така да Оли повели, верувам дека ќе уживаме во разговорот. Кога е во прашање нашата легенда Тоше Проески, сите зборови остануваат недоискажани, ние остануваме целите емотивни, меѓутоа секогаш е важно да се споменува неговото име, љубовта што тој ја ширеше, вредностите што тој ни ги остави, патот по кој што треба да одиме во продолжение. Инаку од срце за Тоше една велосипедска тура која што денес ќе ни ја представат гостите веќе 7 година поред. До сега 8, ова година, здраве Боже, ќе биде 9, да. Добро ви утро и ви благодарам што пристигнавте. Иако знам дека ова ќе биде многу емотивен разговор за сите нас, па и за гледачите пред малите екрани. Добро утро и до вас, добро утро до гледачите. Благодарам за поканата да бидеме ваши гости и со задоволство ќе ги раскажеме сите оние работи, ништо сме минале до сега, така да и гледачите бидат запознаети и на еден начин да ги освежиме сеќавањата на нашиот Тоше. Заслужува. Да. Ако најмалку нешто направило тоа да го споменуваме секој ден. Треба така живее. Треба да го спасиме од заборав. Така. Како беше или како започне идејата за велосипедската трка од срце за Тоше? Па овака, идејата беше скроз спонтана, некаде 2015-16 година, кога велосипедизмот во Македонија беше во некаква експанзија. Предложи во Сдруженијето Тиквешки точакџи од Кавадаци, чиј сум член, да извозиме некоја поголема тура и да ја намениме некому. Некако ми падна многу логично тоа да биде Тоше. Колегите, значи, се сложија со тоа и требаше малце време да пројде да се средат коцките и конечно 2018 година успеавме да собериме и средства да се организираме и да почнеме со велосипедската тура од срце за Тоше. Значи првата година на тура е 2018. Како ги собравте и колку членувате во таа тура? Значи првата година бевме тројца велосипедисти и еден од колегите што ја возеше возилото за техничка поддршка, значи логистика. Првата година, како што кажав, бевме тројца и еден логистика. Наредната година више се извинувам, се зголеми бројот, така да ова година 2025 бевме 5 велосипедисти и еден логистика. Така, еве ги гледаме велосипедите во моментов. Горан може да ни каже ти кога се вклучи од првата година си во овој тандем, во ова Не, јас сум од 23-та, до сега имам 2 пати учествувано, значи 23-та и лани 25-та година. Така. Кога ми се јавија, бев пресреќен. Не се мисле воопшто дали ќе можам да ќе бидам спремен на таков некој подвиг, него кога сватив, мислам кога разбрав за што се работи, која е целта и воопшто не мислев на бројките, колку дена и колку илјади километри ќе се возат. Тие неколку дена, колку трае велосипедската тура, од каде тргнувате, како пристигнувате до местото? Па вака, значи со возило се вози до Нова Градишка. Таму се престојува 2 дена. Првиот ден е да се аклиматизират. Првиот ден е резервиран. Положуваме цвеќе на спомен плочата на Тоше. Таму има спомен плоча? Има спомен плоча во близина на стадионот, од каде што беа подигнати посмртните останки на Тоше. Тука е стадионот во кругот на едно средно техничко училиште и пред училиште има поставено спомен плоча уште од првата година. А има и парк во кој што е во природна големина Има, да, во да речеме непосредна близина од другата страна на стадионот. Од пред 4 години е поставен споменик во чест на Тоше во природна големина, така да ги посетуваме тие двете спомен обележја, положуваме цвеќе во присуство на представници од општина Нова Градишка, кои сакам да кажам дека перфектно се грижа за тие две спомен обележја и во присуство на нашите пријатели од велосипедскиот клуб Псуњ,
од Нова Градишка кои не придружуваат уште од првата година. Значи тоа е првиот ден, наредниот ден се тргнува со турата. Турата се вози во 6 дена, распоредена е да речеме некои 130 до 170 км секој дневно и сме придружувани од велосипедисти кај што минуваме. Конкретно, значи, како што кажав на почетокот, тргнуваме со велосипедисти од Нова Градишка, па имаме придружба од Славонски Брод, па белграѓани доаѓаат до хрватска граница, па ни прават друштво. Секаде каде што еве во моментот гледаме како одите еден позади друг. Тоа е заради условите на патот. Возиме по споредни патишта затоа што автопатите се забраните и ризични се. Во местата каде што има многу сообраќај, логистиката е комбето и сега конкретно е позади нас. Како сте прифатени од сите оние места, од мештаните, додека возите, кога пристигнувате? Сигурно тука се емоции. Емоции, добрав еве уште од првата година на едно место во Сремска Митровица во Србија застанавме да направиме пауза, во близина имаше една мала локална продавница па да купиме нешто за освежување. После 10 минути се појави газдата на продавницата со 2 кеси со сокови и благи работи, да не почасти и ни кажа со солзи во очите дека неговото дете на некои си 16-17 годишна возраст, пред сега не знам колку време, учествувал на некој фестивал за пеење и со песна на Тоше победил. Наредниот ден, ја мислам дека беше во Краљево, исто така правевме пауза во еден кафиш да се напиеме кафе. Девојката што не служеше, кога кажавме за што се работи, нормално, кафето беше на нивна сметка, само не замоли со солзи исто во очите, вика ако може една свеќа на гробот да запалите од мене, така да тие некои се емотивни средби се обавезно се завршуваат со солзи, обавезно, ја што викам, че се наежи човек, така да мило ми е што Тоше не е заборавен таму. И благодарение на вас, вие го држите споменат вече. И автоматски ни дава сила да издржиме во тоа што го правиме. Така. Не ни мислите, Горан, рековте, дали можете тоа физички да го издржите? Колку километри се возат од Нова Градишка до Крушево? Па, таа дарка ја поделивме на 6, за оваа година ќе биде на 7 делови, на 7 дена. Просек доаѓа негде по 150 километри да се вози денот, ама као рутина, пошто сме ние врвни велосипедисти, влезени сме во таа рутина, така да веќе сме во пикот, што се вика, на спремност цела година и септември ни доаѓа баш вежбата, нели, кога сме веќе спремни, не е проблем да го извозиме тоа. Проблем беше она прво менталното, дали таа дестинација може да се извози. Друго е, драги, со поголемо искуство од оваа тура од мене, кога отидов ја првиот пат, прво беше нешто што големо така нешто ќе пробам да возам. Рутина се, сабајде си стануваме, си доручкуваме кафе и како секој ден што си го правиме во Скопје кога возиме за викенди, тргаме расположението, екипата сама што се вози нормално и секој што има нови луѓе што се приклучуваат, стануваат нови пријателства, нови контакти. Само гледаме да се закачиме на точакот и да почнеме да возиме, да вртиме. Погодува убаво време некојаш, пред 2 години кога бев, ја знам, имавме лошо време, сакаше да врне Нова Градишка, ствари врнеше цела вечер. Што кога врнемо така? Возиме, само, извини, не мислите. Стартот, кој ќе треба да се трне во 8 во 9, да не врне и да не се тешки обилни дождови, да кажеме. Затоа ќе спомнам 23-та кога бевме таму, кога стигнавме во Нова Градишка, спивме цела вечер и стураше, а дојде ние со желба. Не е проблемот да влеземе во возило, да идеме од дестинација до дестинација, него сите сакаме со нашето внесување, возење, трошење енергија да влеземе и во она Тоше што го направил, што го постигнал како цел, како човек. Значи, она мака ние што ја имаме низ цела таа тура, цело возење, на крај и се заборава, болките и чезнуваат, нема грчеви, се брише као со гумичка, стварно. Некој на некој начин се одолжува. И таа тешкотија малце сакаме ние да осетиме. И е патење она спортско што викаме велосипедско, пошто верувајте, со секој ден нозите се потешки и потешки.
Кога влагаме во Македонија е најтешко, пошто веќе сме влезени со 700-800 км во нашите нозе. Но и тежината од емоцијата, точно, посебно најтешко претпоставам вие во Крушево. Точно, кога треба се качи Крушево, кој бил знае колку е високо, а веруете и Плетваре пред нас, и Крушево, болката и заборавот и заморот, доле во Кривогаштани, последната станица кај што доаѓа договорот, да, енергија тука, нели, се јаде, се пие, енергетски пијалоци, нели, се прави нешто да се прекасне, тогаш е најтешкото и самото влагање горе во Крушево е. Сигурно би беше најтешко и кога се соучевте со родителите в првата година. Не би сакал пак да се вратам на тоа. А вака, значи ми беше мерак да ги запознам родителите на Тоше. Татко ми минатата и предминатата година почина, нека му е лесна земјата. Што да ви кажам, емоции до... Кога влеговте во неговата куќа, го видовте и куќето? И куќето беше тога живо. Ден денеска ми е како пред очи сета таа слика. Значи, ние тројцата влеговме кај родителите на Тоше. Што да ви кажам, некако и најнормално, нели, за нив времето да е застанато. И во тие моменти, што да кажеш, не знаеш едноставно. Имаш многу работи за кои би сакал да разговараш, ама едноставно се забораваат. Немаш сила. Немаш сила, пошто знаеш што им се случило на тие луѓе. Знаеш кој бил Тоше. Ја што викам, значи, не мало потреба да го познаваш тој човек за некако да осетиш енергијата. Се би било излишно сега да го, не знам, да ги еволцирам тие спомени на сето тоа. Останати се некаде во главата или настрана и се трудам малце да ги ставам настрана за тоа што премногу се емотивни. Секоја година, кога ја возите турата, ви се случуваат по некои работи кои што ви остануваат врежани. Една од тие работи што повторно ќе ве можеби направам емотивен се кога се запознавте со човекот што го возеше возилото за брза помош кога Тоше погина. Овака, 2024 година во Нова Градишка ни се придружи еден велосипедист во години, човекот има 73 години. И кога ги посетивме, значи овие спомен обележјата, човекот кажа дека, значи, на тој кобен ден, на 16 октомври 2007 година, како вработен во брзата помош, како шофер на брзата помош, и го добиле повикот дека има сообраќајна несреќа во близина Нова Градишка на автопатот и дека учесник во сообраќајната несреќа е Тоше Пројски и вика ни кажа дека тој е загинат. Ама вика во нашата природа, вика во природата на нашата работа е да не губиме надеж и одиме со мисла дека ќе можеме да помогнеме. Мада вика ни кажаа дека више нема за него помош, ама сепак вика во дното на душата, на срцето се надеваш вика дека ќе помогнеш. И вика стигнав таму на лице место, вика со нели медицинската екипа и мада знаевме дека нема помош, вика ние па се трудивме со реанимација нешто да постигнеме и вика тоа вика нема никогаш да го заборавам. Така да тоа човекот што ни го раскажа некако многу не натажи, да. Многу не натажи, него останавме сите ние овака подзинати малце и не знам, во тој момент само чекавме некаде да се тргнеме настрана. За да се олесните. Да се олесниме душата и тоа. Би сакал еве уште пред малце што го прашавте Горан за невреме. 2022 година на влез во Белград на некои да речеме 40 км почна такво невреме што имаше искршени дрвја на патот, за дожд да не ви кажувам, вода до колена. И им предложив на белграđаните, имавме група од 5 или 6 велосипедисти од Белград, им реков, ајде да влеземе во комбето, да помине невремето или со комбе да одиме до Белград. И Никола ми вика, ние дојдовме да возиме за Тоше, не дојдовме да возиме, да се возиме во комбе. Се тоа е кажано. Така. Тешко е да се организира еден хуманитарен настан, да ги поздравиме вашите помагатели. Помагатели, овака. Значи, сето ова би било неизводливо без помош. Значи, сета тура кошта некаде околу 5-6 евра.
Добар дел од тоа ние сами си го покриваме, значи негде околу 30% сами си го покриваме. Голема благодарност до помагателите, да речеме, општина Кавадарци, општина Крушево, Спомен куќата Тоше Проески во Крушево, општина Нова Градишка, Кожувчанка, ЕАМ од Штип кои ни ги изработуваат маиците. Има тука и доста поединци кои нели одлично и од джепот даваат пари едноставно за се тоа да издржи и да истрае. Издржате и вие, бидете истрајни и ќе се видиме повторно кога ќе ја организирате на есен турата. Се надеваме дека и ова година ќе собереме средства, значи да се одржи турата, ќе не биде мило да не посетите, да не бидете гости, едноставно да го промовираме се тоа и на некој начин да подпомогнеме, да дадеме придонес, да не се заборави Тоше. Најмалку го заслужи. Ама нема да се откажеме од идејата и од целта. И да бидете истрајни. Ви благодарам.